Почитувани новинари, почитувани македонски граѓани, денешната пресконференција е една реплика, коментар за саботажата која што Зоран Заев и СДСМ ја направија на планираната средба во Виена, средба која што требаше да се случи во интерес на разрешувањето на политичката криза која што СДСМ ја наметна на Република Македонија. СДСМ и Зоран Заев како нејзин председател се директни виновници за кризата во која што се наоѓа Република Македонија. Зоран Заев и неговата политичка партија сносат и лична и политичка одговорност за продлабочувањето на тензиите во државата и за зголемениот ризик од нестабилност. Зоран Заев со саботажата на средбата во Виена покажа дека не му е важен само личниот интерес, а не му е важен интересот на државата и на граѓаните кои што сакаат крај на оваа долга политичка криза. Заради тоа што Зоран Заев ја саботираше средбата во Виена, пропуштена е една шанса да се дојде до договор за спроведување на она што веќе е подпишано, а тоа е одржување на изборите на 5 јуни, со новата државна изборна комисија, со владата која што има мандат да ги спроведува изборите и со граѓаните кои што сакаат на избори да може да одлучат на кого ќе ја дадат својата доверба. Зоран Заев сакаше да добие Министерство за внатрешни работи и го доби. Зоран Заев постави услов за Министерство за труд и социјала и ја исполнет. Зоран Заев бараше поинаква државна изборна комисија и ја имаме. Зоран Заев се ценкаше за специјално јавно обвинителство и тоа функционира. Единствениот услов кој што Зоран Заев не успеа да го добие и да го оствари, тоа е поддршката од граѓаните. Уплашен е затоа што се уште нема поддршката на граѓаните и затоа свесно бега од избори, бара нивно одложување и со нивното одложување свесно придонесува за пролонгирањето на кризата во Република Македонија. Сметаме дека ваквата деструктивна политика и однесување на господинот Заев и во иднина ќе продолжи, бидејќи е свесен дека не ја ужива поддршката на народот и затоа е уплашен да се појави на избори и да ја понуди својата програма на избор на граѓаните на Република Македонија. Република Македонија се соочува со две опции. Едната опција е да исчекори на избори и да го направи суштинскиот чекор за излез од оваа политичка криза. Втората опција е тие избори да се одлагаат, да се саботираат и да се измислуваат најразлични изговори и со тоа тензиите и кризата во Република Македонија да се продлабочуваат. Ставот на ВМРО-ДПМН е стабилност на државата, демократски избори на 5 јуни, крај на кризата и враќање кон реформите, градење на патиштата, болници, поддршка за земјоделците и отварање на нови работни места. Сметаме дека првиот чекор кон ваков излез од кризата е одржување на изборите на 5 јуни, согласно подпишаното и договоренето од сите политички партии во Република Македонија. ВМРО-ДПМН се согласи да ја прифати поканата за средба во Виена, бидејќи сме подготвени на секаков разумен чекор, заедно со нашите меѓународни партнери, во насока на завршување на кризата. Пропаѓањето на средбата во Виена е пропуштање на уште една шанса да се разговара со аргументи, да се разговара во интерес на државата и да се превземат чекори за излез од политичката криза што е наметна СДСМ. Тој излез од политичката криза значи демократски избори, каде што народот ќе даде својата проценка и ќе го има своето право да одлучи за сопствената држава. Ова е пропуштена шанса за граѓаните и за сите кои што и мислат добро на Република Македонија. Пропуштена шанса за сите оние кои што работат за излез на политичката криза наметната од страна на господинот Заев. Но иако средбата во Виена се откажа заради бегањето од истата на господинот Заев, тоа не треба да го смета за свој успех, бидејќи ваквиот чекор е неуспех за државата и придонесува за зголемено растење на тензиите во Република Македонија. Избори на 5 јуни
треба да има. Собранието има донесено таква одлука. Договорот од пржино истите ги предвидува. И нема никаква друга причина, ниту изговор од истите да се бега, освен ако некој политичар не мисли дека продолжувањето на кризата во нашата држава е шанса за негов опстанок на политичката сцена. Затоа ние сметаме дека треба сите сили во следниот период да ги сконцентрираме на работа на надлежните институции за спроведување на демократски, фер и мирни избори во Република Македонија, во кои што првиот и последниот збор ќе го имаат македонските граѓани согласно нивното избирачко право.